Има спор господица Томич Тања. Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, денеска, пред се почитувани вработени во овие три заговари за кои што денеска разговараме, моите колеги доволно говореа за криминалот кој што ВМРО ДПМН во изминативе 6 години го правеше во заговарите од Прилеп, и јас денеска ќе се задржам на она што се случува во АД Охис. Имено во 2006 година помпезно, со звона на големи врати се најавуваше нов управен одбор, ново раководство на АД Охис со цел да фабриката се рестартира и почне повторно да работи, да се извади од тие долгови што ги има и вработените да продолжат со работа. За жал, сведоци сме денеска дека тоа веќе не само што не се случува, не е ни тема на разговор. Се повеќе се говори за тоа дека фабриката треба колку што е можно поитно да се продаде, и тоа за нејзина подготовка се носат и вакви закони како што овој денеска кој што го разгледуваме и како што беше тој во 2008 година, кога на АД Охис се простија 40 милиони евра долгови кон државата. За жал, она што денеска го немаме во овој предлог закон кој што е пред нас, е бројката колку тоа долгови се направиле во тек на тие 2 години. Се обидов јас да најдам информации. Директорот на АД Охис дава една бројка, министерот за економија кажува други бројки, и за жал не успеав ни од средствата за јавно информирање да дојдам до сознание дали станува збор за 17 милиони евра долгови кон државата кои што се простуваат, дали се 15, дали се 23 милиони евра, бидејќи Министерството за финансии како предлагач не најде за сходно да ни каже колку тоа долгови повторно се направени во текот на овие 2 години откако се им простивме во 2008-та. Дополнително на тоа не ни кажува ни колку тоа акции ќе се добијат за возврат на тие долгови. Во моментов државата е собственик на над 75% од собственоста на Охис. Не знаеме од изгласувањето на овој закон колкава ќе биде таа бројка. Државата ќе раководи со 100% од акциите, со 90%, со 79%. Навистина сметам дека е несериозно не према нас. Се навикнавме веќе на пратениците од опозицијата да не сметате дека треба да им дадете релевантни податоци. Навистина сметам дека е несериозно кон граѓаните на Република Македонија и пред се кон вработените во АД Охис да немаме податок денеска на седницата за какви бројки станува збор. Да биде трагедијата уште поголема, со предлагањето на законот не добивме образложение што е стратегијата понатаму, на кој начин ќе се реши состојбата катастрофална во моментов во АД Охис. Како ќе им помогнеме на тие луѓе кои што на каков таков начин се сноѓаат, продолжуваат да работат дури и повремено на 2-3 месеци поеднаш, добиваат некои минимални средства, за жал не добиваат здравствена заштита, бидејќи се доцни со платите според моите информации од ноември месец 2011. Само на еден погон е исплатена платата за декември 2011 година и бадијала АД Охис ги плаќа трошоците на фондот за здравство. Бидејќи кога овие луѓе тамо ќе ги добијат плавите картончиња, всушност не можат да отидат на доктор со нив, бидејќи тие се за месец декември 2011 година. Поголем дел од нив воопшто не одат ни да ги подигнат. И ние со вакви предлог закони не даваме решение како ќе им се подобри состојбата на овие луѓе. Се надевам дека нема било кој од вас да се најде во состојба да нема плав картона, да треба да отиде на лекар или да однесе дете на лекар, имајќи при тоа приход од цели 4000 денари месечно. Колку што се движат средствата кои што тие луѓе ги добиваат од 4 до 20.000 денари месечно, а од преку 80% од нив земаат максимум до 9.000. Овие поголемите плати се предпоставувам за управниот одбор, кој што и покрај тоа што во текот на овој месец ги прати на принуден одмор сите 845 вработени, продолжи да работи. Значи, навистина не гледам каде е логиката и целисходноста на таквите мерки. Која е потребата управниот одбор да функционира и да зима огромни суми средства на доместок,
а вработените да бидат сите на принуден одмор. Значи, навистина, за АД Охис треба да се направи сериозна стратегија. Под сериозна стратегија сметам дека треба да има сериозна анализа што и на кој начин може да се искористи од капацитетите на АД Охис. Да не се правиме слепи дека најавиве за нови тендери кои што сега ги пуштате по медиуми што побрзо да се заташка ова актуелна состојба, не се решение. Имаше веќе 5 или 6, не сум сигурна точно, пропаднати тендери. Колку што успеав да најдам на вториот тендер во септември 2007 година само имало еден пријавен, кој што комисијата задолжена за спроведување го отфрла, и при тоа министерот тогашен Ставревски изјавува дека ќе ги разгледаат и по потреба, доколку испадне дека е проблемот во условите во тендерот, тие ќе се променат. За потоа во октомври 2007 година повторно да распишете тендер со истите услови. И нормално никој не се јави на тендерот заинтересиран за купување на АД Охис. Ке поверував дека имате сериозна намера да ја решите состојбата во оваа компанија, доколку сериозно пристапувавте кон почитување на консултациите што ви ги даваат консултантските куќи, кои што дебело ги плаќавте повторно од пари на граѓаните. Имено, во 2007 година консултантска куќа ангажирана, не пишуваше која, кажува дека енергетскиот систем на Охис има мокреност од 13 мегават часови, значи може да обезбедува и топлинска енергија, што е еднаква на мокреноста на 4 мали хидроцентрали. И ова го цитира актуелниот директор Пеца Јовески, кој што, да не заборам, 2009 година драматично најавуваше оставки бидејќи не може да се справи со проблемот, па еве го и ден денеска седи на тоа место и не наоѓа решение за проблемите на овие луѓе таму. Компанијата во меѓувреме од тоа што го имаше како имот, преку 80% веќе го нема. Погоните кои што кога ќе поминете покрај Охис ги гледате како лименки останати, се всушност само тоа, лименки. Значи внатре и машините и железото кој што можеше да се исече се продадени за да се обезбеди, предпоставувам, плата. Значи и пан 1, и пан 2, и пан 3, и погон маса се сече во моментов. И повторно се обидуваме да се лажеме дека некој со еднакви услови на тендер ќе дојде и ќе го купи Охис и ќе го рестартира, бидејќи очигледно вашава помпезна најава на менаџерски способен тим кој што ќе рестартира фабриката не успеа. Наместо тоа, од 1860 вработени, бројката е симната на 845. Да не говорам дека во некои златни времења таму работеат 4 до 5000 луѓе кои што редовно зимаа плата. И денеска во денешен вест има текст кој што вели дека Охис ќе се продава за почетна цена од 14.000 евра. Па навистина сметам дека е смешно. Ако во 2007 имало понудувач за 8 милиони евра, во 2012 да го продаваме за 14.000 евра почетна цена, при тоа со зголемен државен влог. Значи нема да се продаваат 50% од акциите како што тоа било случај во 2007, туку ако ова го изгласаме денеска, ќе се продаваат 80, 90 или 100% од акциите на фабриката за стартни 14.000 евра. Само колку да ве подсетам, Охис има само земјиште од 10 хектари или 1 милион метри квадратни. Има собствена железничка и патна инфраструктура внатре во фабриката од 10 километри. Има асфалтна мрежа околу фабриката од 20 километри. Има хали, има административни згради и така натаму и така натаму. Ке ги дадеме за стартна цена од 14.000 евра. Без при тоа да знаеме што всушност ќе стои во поварувањето од тендерот. Дали на вистина, како што се тврди сега, ќе се обидеме да се погрижиме за правата на работниците, или дел од овие 845, како што предходните 800
порано беа пуштени во пензија или беа исплатени по 1000 евра надомест и беа пријавени како технолошки вишак, повторно ќе бидат принудени да прифатат такви некои решенија. И не им се лутам на нив што веруваат упорно на лагите кои што секојдневно им ги пласирате. Се лутам на раководството на ВМРО ДПМН кој што не наоѓа за сходно вистински да се погрижи за овие луѓе. Реплики има?